Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Следува пресконференцијата на министерката за финансии Нина Ангеловска и заменик министерката Ширете Елези. Тандеруар qytetar, tandëruar përfaqësues të medjave, në vazhdim do të mund të ndiqni konferencën për shtyp të ministres së financave Nina Angelovska dhe zëvendës ministres së financave Ширете Елези. Министр Кеповели. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувана јавност, почитувани граѓани, продолжуваме со нашата залажба за транспарентно и отчетно работење и секако навремено информирање на јавноста. Поводот за денешната пресконференција е информирање на јавноста за реализацијата на буџетот во месец април, како и проекциите за движењето на економијата од страна на Министерството за финансии согласно ковид кризата. Да започнеме најпрво со реализацијата на буџетот за месец април. Буџетските приходи во месец април имаат остварување од 14,2 милиарди денари, што представува пад од 20% споредено со април минатата година. Даночните приходи во април се остварија во износ од 7,2 милиарди денари или споредено со април 2019 година се работи за пад од 31%. Додека придонесите се реализирани во износ од 5,5 милиарди денари, што е всушност на исто ниво со лани. Другите приходи, неданочни капитални донации, се реализирани во износ од околу 1,5 милиарди денари или се работи за пад од околу 20% на годишна основа. Со оглед на рестриктивните мерки за заштита на здравјето на граѓаните кои што владата ги презема, запирањето на економските активности или отежнувањето на некои сенџери на набавка, очекуван е падот на приходната страна во буџетот. Сепак, она што треба да се посочи е дека во основното сценарио на Министерството за финансии, кое што го нарековме така наречено поповолно сценарио или 1.0, проектираниот пад за април е повисок, односно проектиравме дека ќе се оствари пад од околу 40% на даночните приходи. Ова значи дека имаме подобра наплата согласно тоа сценарио од околу 1,4 милиарди денари, значи во однос на проекциите согласно корона кризата. Односно може да се каже дека нашето разработено сценарио било по-конзервативно или по-предпазливо. Во однос на одделните даноци, реализацијата за месец април оваа година, споредено со април минатата година, е следна. Приходите по основ на данок на додадена вредност се остварени за помалку од 43,5%, што е секако и очекувано со оглед на рестриктивните мерки кои што беа на сила во текот на цел месец април, па влијаат на запирање на економската активност, угостителските објекти, услужните дејности, транспортниот сектор, што резултира со овој пад од 43,5%. Персоналниот данок на доход забележа пад од 11,7%, данокот на добивка пак забележа раст од 3,6%. Акцизите забележаа пад од 40% и царините имаа помала наплата за 26% споредано со минатогодишниот април. Најголемо надфрлање или изненадување позитивно има кај данокот на добивка, односно од вкупно наплатените приходи од данок на добивка во месец април, кои изнесуваат 1,43 милиарди денари, 790 милиони денари се од уплатен данок на добивка по годишен биланс, што е позитивен податок и говори за успешните резултати на компаниите во 2019 година. Придонесите во април не бележат пад, односно се остварени на нивоот минатата година. Што се однесува до расходната страна во месец април, вкупните расходи се реализирани на речисти исто ниво како април 2019 година, односно има раст од 0,7%. Тековните расходи се исто така без разлика, односно на исто ниво со минатогодишниот април. Со тоа што кај ставката стоки и услуги се забележува пад од 36,5% споредано со април минатата година. Кај трансферите има зголемување за 7%, главно поради социјалните трансфери, односно поради зголемените пензии оваа година.
Капиталните расходи во април се повисоки за 15,7% во однос на истиот месец лани. Ако направиме една паралела, бидејќи ги кажав остварувањата за месец април конкретно, споредено со април минатата година, доколку направиме една паралела со целиот период до април, односно од јануари, од почетокот на годината, заклучно со април, наплатата на приходите во буџетот е за 4,9% пониска во однос на истиот период лани. Наплатата на даночните приходи е за 9,1% пониска во однос на лани, што најмногу се должи на падот на приходите од данок на додадена вредност за 14,6% за целиот овој период, односно првите 4 месеци од годината. Наплатата на придонесите пак има раст од 9,2% во однос на минатата година, што е показател дека годината започна одлично со раст на вработеноста и раст на платите. Во растот на платите секако одигра улога и мерката за поддршка за покачување на платите за приватниот сектор, која што ја искористија над 22.000 компании за да ги покачат платите за околу 120.000 работници. Вкупните приходи се реализирани во износ од 27,3% согласно планот, додека вкупните расходи се реализирани 30,4% согласно планот, односно буџетот. Расходната страна е повисока за 7% од почетокот на годината заклучно април, при што кај реализацијата на капиталните расходи има раст од 21% во споредба со лани. Досегашните проекции за забавувањето на економијата, кои се изработуваа во изминатиот период, сега откако можеме да ја видиме и реализацијата во април, претрпеа одредени корекции и може да излеземе со официјалните проекции на Министерството за финансии за движењето на економијата. Сепак би кажала, бидејќи главната одлика на оваа глобална криза е токму неизвестноста и непредвидливоста, ситуацијата гледаме дека постојано се менува и тука би кажала дека не се исклучени и понатамошни ревизии на макроекономските показатели како што се движи состојбата, односно здравствената криза. Всушност, ако ги погледнеме проекциите на меѓународните финансиски институции, речиси сите имаат по две проекции. Гледаме дека и многу поразвиени, односно најразвиените економии, како што се САД, Германија, очекуваат значајни забавувања на економиите годинава, односно негативен економски резултат. Проекциите на Меѓународниот монетарен фонд за нив се 5,9% и 7% забавувања, респективно, додека за целата Европска Унија пат од 7,1% на економијата. За македонската економија, Меѓународниот монетарен фонд проектираше забавување, односно пат од 4%, а проекциите беа објавени на почетокот на месец април, додека на крајот на месец април Светската банка за земјава проектираше забавување на економската активност од минус 1,4% до минус 2% од бруто домашен производ, односно од пооптимистично до понепосакувано сценарио. Анализата на Светската банка покажува дека рецесијата нема да одмине ниту една земја, ниту една држава Западен Балкан, додека Македонија ќе претрпи најмала штета споредено со останатите земји од регионот. Основното сценарио на Министерството за финансии предвидува забавување на економската активност за минус 3,4%, со тоа што ефектите од корона кризата врз економијата се очекува да бидат најголеми во второто тримесечие, во третото се очекува забавување на контракцијата, додека во четвртото закрепнување на економијата и одреден позитивен резултат. Очекувањата по компоненти на бруто домашниот производ на кои се базира оваа проекција се следни. Согласно проекциите за глобален раст, како и проекциите на нашите трговски партнери, се очекува пад на надворешната побарувачка. Тоа ќе влијае секако на извозната компонента, која во ова сценарио ја проектираме со пад од 16,8% на реална основа. Здравствените мерки веќе делуваат и ќе делуваат и понатаму на услужниот сектор, транспортот, угостителство, туризам, дејноста, уметност, забава и рекреација, прометот на трајни добра, но и врз дел од индустриските капацитети и градежната дејност пред се во вториот квартал.
Ова ќе влијае врз потрошувачката и инвестициите, а сето тоа ќе се одрази секако и на побарувачката. Исто така и падот на дознаките од странство и на странските директни инвестиции ќе влијаат кон дополнително надолно прилагодување на потрошувачката и инвестициите. Улеснителна околност ќе бидат антикризните мерки кои ќе придонесат кон облажување на последиците врз падот врз пазарот на работната сила и доходот на домаќинствата, а со тоа и врз нивната потрошувачка. Како резултат на сето ова, приватната потрошувачка се очекува да се намали за 3,3%, а бруто инвестициите за 9,6% на реална основа. Јавната потрошувачка пак се очекува да има позитивен придонес врз економскиот раст, главно како резултат на зголемените расходи во здравствениот сектор и се очекува да забележи раст од 2,7%. Увозната побарувачка во услови на очекуван пат на извозната активност, инвестициите во капитални, односно трајни добра, како од страна на деловните субјекти, така и од страна на домаќинствата, се предвидува да се намали, со што увозот на стоки и услуги е проектирано да забележи пат од 15,8% на реална основа. Од тука, нето извозната побарувачка во услови на поголемо апсолутно намалување на увозот од извозот на стоки, деломно и го неутрализира негативниот придонес на домашната побарувачка врз економската активност. Стапката на инфлација во земјата во првиот квартал од 2020 година изнесува 0,6%, што упатува на одредено надолно отстапување во однос на проектираната инфлација. Истовремено, ценовните движења на светските берзи, односно увезените цени, се очекува да предизвикаат дополнителен притисок врз домашните цени и имајќи го се ова предвид, како и очекуваниот негативен производен јас, стапката на инфлација во земјата за 2020 година се очекува да се движи нешто околу нулата, односно минус 0,2% согласно проекцијата. На крајот ќе истакнам дека засега работите се одвиваат како што гледаме нешто подобро од она проектирано сценарио од страна на Министерството за финансии, кое што се сметаше како поповолно, што е добар знак. Секако ние сме подготвени да одговориме и на најлошото сценарио, како што кажавме, но треба да имаме предвид и непредвидливоста на оваа криза, која ја прави тешка за предвидување и проекции, па важно е да бидеме подготвени за секој сценарио, во секој момент да одговориме со цел да ги амортизираме ударите врз економијата и да помогнеме и на приватниот сектор и на граѓаните да го премостат овој период со што помали последици. Благодарам. Се извинуваме за малите технички грешки. Продолжуваме со пресконференцијата, новинарски прашања. Министерка Вангеловска и заменичкава Ширете ќе одговарат, Ширете Лези ќе одговарат на новинарски прашања. Прво колегите кои се вклучени онлайн ќе постават прашања, после ќе читават прашања што ни стигнале по електронската пошта. Андреја Алсатен повеле. Првото прашање беше во насока на сценариото, меѓутоа вие веќе го одговоривте. Сакав да ве прашам околу делот дека во моментов трае веќе аплицирањето на компаниите и на фирмите за користење на дел од мерките од вториот сет. Меѓутоа, дали имате некој направен сублимат од сите оние министерства каде што анализиравте за втора помош на, односно сега доаѓа како трета помош на компаниите што би можела набрзо да се случи, и дали веќе размислувате за кога би било очекувањето за рестартирање на економијата? Само ќе ве замолам, првиот дел од прашањето воопшто не го слушнавме, може ли другите работи ги слушнав, само првиот дел
Не знам за кој конкретно, за почетокот на прашањето, нешто имаме да пробаме. Да, имавте прво дека еден дел од прашањето, па после во однос на мерките. Не, првото веќе ми го одговоривте, сега да кажам околу поповолното сценарио дека се наоѓаме, ми беше прашањето дали веќе имате целосен сублимат од министерствата кои што се во делот на економијата, дали набрзо треба да очекуваме сет нов на помош кон компаниите, иако знаеме дека веќе трае аплицирањето за ПД. Да, благодарам на прашањето. Како што кажавме, да, реализацијата во месец април е согласно, дури може да кажеме, сме биле попредпазливи, поконзервативни во на поповолното сценарио. Како што кажав, падот на даначните приходи е 31%, наспроти она проектирано во нашето сценарио 40%. Во врска со мерките и соработката, нели, координацијата, ние следиме, можеме да ги соопштам бројките за до сега колку вкупно имаат аплицирано компании, бидејќи веќе разговараме за некоја, во вашето прашање посочувате за некоја трета помош, односно имавме прв и втор сет мерки, а веќе се наоѓаме во фаза кога започна од пред 2 дена апликациите за најобемната мерка која што е буџетирана со 100 до 120 милиони евра, која што треба да спаси 200 до 250 илјади работни места. До сега во првиот пакет мерки беа најавени ослободување од аконтации на данок на добивка за месеците март, април и мај за погодените компании. Истото се однесуваше за ослободување од аконтации на данок на личен доход за самостојните вршители на дејност. Ако погледнеме до сега, податоците на управата за јавни приходи велат дека веќе околу над 1000 субјекти, компании и вршители на дејност ги искористиле точно оваа мерка за ослободување на аконтации. Поточно, над 680 аплицирале за ослободување од аконтации од данок на добивка и околу 380 аплицирале самостојни вршители на дејност за ослободување од аконтации од данок на личен доход. Понатаму, оние бескаматни кредити линии кои што беа лансирани, првата линија веќе се комплетно се искористи, со што над 630 компании, или точно 631 компанија, кои што вработуваат 5600 вработени, добија одобрени бескаматни кредити во износ од 4,7 милиони евра. Оваа линија имаше навистина голем интерес, па веќе втората линија од 8 милиони евра беше пуштена на 29 април и за истата само на 29 април веќе имаше доставени 600 апликации од компании. Значи, оваа линија имаше дополнително олеснети услови за да ја искористат што поголем број компании, се однесуваше на сите дејности кои што имаат пад од 30% на најмалку 30% на приходите и самата постапка за аплицирање беше значително олесната, замајќи ги предвид сите сугестии и критики од првата кредитна линија. Сега доаѓаме до мерката која што велиме дека е најобемна, односно 100 до 120 милиони евра. И за истата апликациите беа пуштени попладне во петокот и заклучно денеска до утрова има поднесено над 5000 апликации од компании за само 2 дена во тек на викендот и 4000 апликации се веќе обработени и одобрени. Значи тоа е оној процес како што кажавме, сега до 7 мај се поднесува барање за исполнување на условите и потоа следи вториот чекор од како ќе добијат одобрение, значи 4000 веќе имаат добиено одобрение за комплетност на барањето од управата за јавни приходи и сега тие истите во МПИН образецот кога ќе аплицираат за да добијат финансиската поддршка, кога ќе може точно и да кажеме за колку работни места се работи, бидејќи сега калкулираме со пополнети барања од страна на 5000 компании. Ова е навистина сметам еден значаен пакет мерки кој што беше лансиран и допрва, значи, користењето на оваа најобемна мерка, која што се однесува за сите, која што треба да им помогне и ликвидносно и да ги заштити работните места, допрва, значи, очекуваме да заврши процесот на апликации, да имаат пополнети МПИН образци, да кажеме за колку вработени се однесува и веќе од 10 мај да почнат исплатите, односно да се исплаќа финансиската поддршка кон фирмите. Ако се ова го имаме предвид, по овие мерки веќе околу 7000 компании, ако ги собереме, може да кажеме дека
ги користат или ќе ги користат или аплицирале за мерките од првиот и вториот сет на економски мерки кои што беа представени. Во врска со понатамошни активности мерки, ние секако дека ја следиме состојбата, ќе преземаме во насока секако и понатаму мерки како што ќе има потреба, меѓутоа сега веќе разговараме за започнување на најголемата мерка која што беше имплементирана и која што важи за следните 2 месеци. Што се однесува до отварањето, последниот дел од вашето прашање за градуално отварање или постепено отварање на економијата. За истото се изработува план, во него се вклучени и економските ресори, и стопанските комори. Има оформено работни групи во соработка секако во ова се епидемиолозите и Министерството за здравство, со цел да може да се воспостават правила, протоколи, за да може, кога ќе започне таа фаза, да знаат под кои услови треба да работат, во насока на адаптирање кон новата ситуација. Сепак, кога тоа ќе се случи, не можеме сега да кажеме, затоа што се ова зависи од здравствената криза, од линијата на новозаболени, на излечени, и секако дека многу предпазливо се следи состојбата и се прави баланс со забавувањето на економската активност да се возможи, меѓутоа на прво место секогаш е заштитата на здравјето на граѓаните секако. Не. Натамо, Канал 5, повеле. Доколку се слушаме, министерке, неколку прашања. Дали имате нека официјална бројка колку има отпуштени, вработени, бидејќи последна бројка што калкулираме ние беше околу 9000 вработени, но неофицијално компаниите кажуваат според нивните проценки дека се околу 15000 отпуштени вработени. Колку од компаниите од угостителскиот сектор успеале да вратат дел од вработените за да го исполнат оној услов за да добијат помош, бидејќи со оглед дека има само пус рок. И уште едно прашање, во некој нов сет мерки што дали се планираат и дали се планира и намалување на платите во јавната администрација? Да, официјалните бројки кои што беа комуницирани од страна на Агенцијата за вработување се дека, како што кажавте, за 9000 се зголемил бројот на невработени. Оние сега бројки кои што ги посочувате неофицијално, јас сметам дека треба да ги гледаме официјалните бројки на Агенцијата за вработување, затоа што се работи за дневни флуктуации. Ако се зборува за одјави и пријави, значи на дневно ниво, во нормални услови, секогаш се случува да едно лице е денеска одјавено, му истекол договорот, утре дента е повторно пријавено. И затоа се гледа зголемувањето на бројот на невработени лица, кој што беше искомунициран дека се работи за околу 2000 лица во март и околу 7000 лица во април. Што е важно, дека добро е што вториот дел од вашето прашање токму го поврзувате со враќањето на работните места на дел од овие лица кои што го загубиле работното место. Токму тоа беше и целта и со промените на уредбата и со носењето на нова уредба, за да можат угостителите, конкретно за нив прашавте, меѓутоа сите дејности, сите сектори, да вратат дел од работниците кои што ги одјавиле во текот на кризата, односно од 10 март до 30 април. И тоа многу значајно е да се спомене дека ги земаме предвид и правиме диалог и со работодавачите и со синдикатите, и овие промени се имплементирани во соработка со двете страни и ги балансираат двете страни. Односно, самите работодавачи побараа дали може да вратат дел од работниците се со цел, бидејќи гледаат дека може да го задржат работникот со помош на финансиската подршка која се нуди во мерката. Во однос на вкупниот број на лица кои што би биле вратени на работното место, бидејќи рокот е до петок, ние ќе следиме со Агенцијата за вработување и ќе информираме точно колку лица од овие лица кои што биле одјавени од 10 март до 30 април ќе бидат вратени со спогодба на работните места до 7 мај, бидејќи трае процесот, и за истото секако навремено ќе информираме. Нашата заложба и цел со оваа уредба е секако што повеќе да се зачуваат работните места и да се вратат работниците на работните места, бидејќи е важно и за овој период, и за периодот кој што следи, затоа што целта е секако да работниците бидат продуктивни, да компаниите можат брзо да се опарават кога ќе ги имаат на работните места, наспроти
да истите го загубат работното место и потоа добиваат помош од државата. Што се однесува до последниот дел од вашето прашање се однесуваше на колку ќе вратат и може ли да го кажете само третиот дел од прашањето, мислам дека имавте за Последниот дел од прашањето беше дали се планира намалување и кратење на платите во јавната администрација. Јас за ова мислам дека и во неколку наврати мојот став како министер за финансии, но и како човек кој што верува дека сите треба да сносиме дел од товарот го кажав. Сметам дека треба да има намалување од аспект на состојбата во која се наоѓаме, кризна ситуација, каде што сите постојано зборуваме дека треба да сносиме дел од товарот. Дел од товарот го носат и работниците од приватниот сектор, кои што можеби имаат овој период намалени плати или кои што загубиле работа. И ако сето тоа го имаме предвид, и ако ги имаме предвид мерките кои што значаа и намалување на работните активности на администрацијата, односно работа од дома преку еден ден која што се имплементираше, јас кажав дека сметам дека товарот треба да го понесеме сите. Од финансиски аспект, секако дека знаете дека се спроведе едно кратење во однос на реалокација помеѓу буџетски корисници со цел да се овозможат средства за реализација на мерките, бидејќи треба да го помогнеме приватниот сектор, бидејќи тоа е тој сектор кој што ги генерира овие даночни приходи, кои денеска кажуваме дека се паднати за 31%, а тие даночни приходи се користат за да се исплатат обврските меѓу кои и платите на јавната администрација. Ако сето тоа го имаме предвид, јас го кажав мојот став, меѓутоа секако владата е колективен орган, носи заеднички одлуки и во однос на понатамошните случувања околу тоа, секако дека ќе информираме и ќе известиме. Благодарам. Продолжуваме уште неколку прашања. Прво прашање, колку точно работници се одјавени во март и април и колку очекувате во овие 2-3 дена да се пријават за мерката? Прашањето од Сител. Да, предпоставам, бидејќи ова е прашање кое што е стигнато преку имейл, јас и во првото одговарање на прашањето ги кажав точно и бројките. Конкретно ги кажав и бројките за дека очекуваме да се вратат дел од овие работници на работните места благодарение на уредбата дека работодавачите можат да ги вратат до 7 мај во врска со апликациите и колку ја користат мерката и колку очекуваме да ја користат. Ние кажавме дека мерката за финансиска поддршка е една навистина значајна мерка која што ќе опфати и очекуваме да опфати 200 до 250 илјади работни места, односно да заштити 250 илјади работни места, да овозможи на 250 илјади работници да добијат плата или барем пристојна плата во овој период, со цел преку тоа да се влијае и денеска ги соопштувавме и макроекономските податоци, меѓутоа со цел преку тоа да се влијае и да нема толков пат на приватната потрошувачка, односно да нема пат на доходот по домакинство. Тука секако, кога зборуваме за пад на доходот по домакинство, тука е секако и мерката која што не треба да се заборави, дека владата при дизајнирање на сетовите на мерки мислела и ги земала предвид сите групи, не само заштита на работните места. Ако не успееме секое работно место да го заштитиме, а нормално е да бидеме реални дека треба да очекуваме дека одредени работни места ќе се затворат, да може и нив да ги згрижиме. Мерката од првиот сет, например, за гарантиран приход на домакинства кои што ќе немаат приходи еден месец, наспроти нормалниот закон кој што предвидува 3 месеци, беше токму да ги заштити ранливите групи и домакинства со минимален приход од 7.000 денари по домакинство, со што се проектира дека околу 15.000 домакинства ќе го добијат овој приход. Во врска со бројките, како што кажав, веќе има над 5.000 апликации од компании за мерката за финансиска поддршка заради исплата на плати во износ од 14.500 денари по вработа за месеците април и мај. 4.000 се веќе одобрени од страна на управата за јавни приходи. Значи се работи на вистина експедитивно, за да што побрзо се дава одговор. Ако забележиме дека за време на викенд се овие 5.000 апликации, 4.000 се веќе одобрени дека барањето е комплетно и потполно. И секако дека ова укажува
за големиот интерес за мерката од една страна и од друга страна дава насока дека многу што повеќе работни места ќе бидат заштитени благодарение на оваа мерка и што повеќе работници ќе добијат плата во овие тешки кризни месеци. Благодарам. Продолжуваме со уште едно прашање. Колкава е досега вкупното задолжување на државата заради справувањето со последиците од пандемијата на коронавирус и уште колкаво задолжување се планира? Колку пари од буџетот вкупно за различните мерки се одвоени за справување со ефектите од коронавирусот? Да, ќе оставиме на заменичката да го одговори. Ордане. Благодарам. Значи, имајќи во предвид дека имаме намалување на даночните приходи, односно на платата минус 31%, односно ако ги споредивме со јануари и во февруари кога имавме одлична наплата на даночни приходи, после тоа со падот од пандемијата прогласена од Светската здравствена организација, дојде и до потребата за да се обратиме до меѓународните финансиски институции преку ММФ и Светската банка, кои веќе ни ги одобрија првиот пакет на финансиската поддршка. Од ММФ веќе се одобрени и веќе се префрлени средствата од 176 милиони евра, од Светската банка 140 милиони евра, а исто така од Европската унија 160 милиони евра. Имајќи во предвид дека веќе се одобрени и низа кредитни линии преку Развојната банка, Македонската развојна банка, 13,7 милиони евра со првата и втората COVID-1 и COVID-2, веќе се одобрени на 631 апликации. Веќе во најава и во третата фаза, значи, очекуваме и одобрување на 51 милион евра преку Европската инвестициона банка, кои ќе се пласираат преку Развојната банка, односно преку комерцијалните банки. Во тој дел Министерството за финансии, односно од буџетот, ќе потпомогне со субвенционирање, значи на каматите во овој дел, со цел кредитната линија кај крајниот корисник, односно кај компаниите да бидат колку што е можно, значи, поповолна. Исто така имајќи во предвид дека непрекинато, значи се враќаат ДДВ-то, значи кон компаниите, таму со цел да се зголеми да се задржи ликвидноста, само до месец април со 45 милиони евра, значи се поврат на ДДВ-то вратени до компаниите, односно кој е за 38 милиони евра повеќе со истиот месец претходната година или за 23% повеќе. Ако се го претходиме тоа со пресекот од 2017 на 67%, односно со 2018, односно со 19,4%. Значи, збориме за низа пакет на средства, а исто така имаме во предвид дека веќе е во фаза на изготвување на проспектот за евроврзницата, кој треба исто така да обезбедиме средства од над 800 милиони евра, кој во период на изготвување и чекаме согласно условите на меѓународен пазар на капитал, значи да се пласира, односно да се издаде во фаза согласно изготвувањето од 45 до 60 дена. Андерзе, благодарам, почитуване. Тука е и крајот на денешната пресконференција на министерката за финансии и заменичката Елезија Тендеруарек, ще да фунди и конференција спрештив министра за финанса Вангеловска, за венца са сај Елезија. Мирбеч.